Албум е насловен најновиот проект на младиот пијано виртуоз Бобан Мирковски. Содржи 12 најпознати македонски евергрини од македонски композитори со нови аранжмани за соло пијано. Тоа што потекнува од можеби најголемото музичко семејство на Балканот како да го трасира неговиот пат. Тој е најмладиот потомок на Благој Петров Караѓуле. Татко му е познатиот композитор Љупчо Мирковски, а тетин аранжерот Дамир Имери. Дипломирал во класата на маестро Симон Трпчевски, а сега е професор по пијано во училиштето Илија Николовски Луј. Со Бобан поразговаравме за љубовта кон пијаното, која музика му лежи на срце освен класичната, неговите настапи, освоени награди, но и за професорското искуство. Мирковски, вие сте класичен пијанист. За самиот почеток, кажете ни од каде љубовта, зошто го избравте токму пијаното и колку долго музицирате, па и дали можеби тука имаше влијание и вашиот татко? Прво би сакал да ви се заблагодарам за укажаната чест. Многу ми е драго што сум гостин во вашето радио. Едноставно, спонтано се случи тоа, да, моето педигре музичко е јасно познато и веројатно спонтано и природно си дојде целата работа. Како го одбрав инструментот, тоа е, би рекол, склоп на околности. Татко ми како композитор дома имаше опрема на која што ги компонираше неговите композиции, имаше синтесајзер на кој што нели секој дете сака да проба да произведе звук и така натаму. Почна како забава целото тоа на мои 3-4 години и одеднаш му реков на татко ми на своја 5 годишна возраст, јас сакам да бидам музичар и да бидам пијанист. И тоа беше чудно тогаш за едно толку мало дете, меѓутоа јас од тој момент решив дека ќе бидам пијанист и не се откажав до ден денешен. Имате дипломирано во класата на маестро Симон Трпчевски. Дали успеавте да украдете, условно кажано, дел од неговото богато изведувачко искуство? Каква беше соработката? Да, тоа многу често го кажувам. Искуството со него ми е многу драго заради тоа што од него не само оној технички аспект од нашата работа и интерпретацијата како таква, она што ми е најзначајно искуство во соработката со него е искуството од сцена. Сцената сама по себе е многу различна од она што ние дома го работиме на часови или било каде на друго место во затворен круг, каде што работиме техника, интерпретација и така натаму. Тоа е една приказна, меѓутоа сосема друг аспект од нашата работа е сцената, публиката и така натаму. И токму тоа ми беше најважно да го украдам, ајде така кажано, од него. Така што сум многу горд на тоа искуство. Сега сте професор по пијано во училиштето Илија Николовски Луј, па кажете ни малку и за ова искуство. Да, природен тек на настаните. Јас учев до пред известно време, сега сум јас веќе 10 години сум професор во Илија Николовски Луј. Многу е различно, морам да признам, многу е различно времето сега на образование на овие деца од времето кога ние учевме, иако е нели вакуум период од многу малку години. Меѓутоа децата се многу различни, времето си го направи своето. Ние се обидуваме токму во чекор со тоа време да успееме некако да ги насочиме децата кон таа класична музика или кон современата музика низ една класична призма, така што контактот професор-ученик е веќе сосема различен од тоа што беше порано и некако успеваме да пливаме во целото тоа, јас сум задоволен. Актуелни сте, ако може така да се каже, со проектот Албум. Кажете ни што содржи ова издание и колку сте задоволни? Да, албумот го нарековме албум, имајќи во предвид дека ова е едно опфаќа поширок период на композиции. Албум не значи само музички албум, албум значи албум на сеќавања, албум на слики и така натаму. Многу ми е драго што добив шанса од периодот од 60-тите години па се до раните 2000-те години македонската музика, македонските композитори ми дадоа дозвола нашата автентична забавна музика, најголемите хитови, едни од најголемите хитови, се разбира имаме многу, јас морав да одберам 12 од нив. Им благодарам многу на сите автори кои што дадоа дозвола за целото тоа, еден класичен пијанист во едни нови аранжмани. Навистина сум многу задоволен, не бев ни свесен во моментот додека го креиравме, не бев ни свесен што правиме во суштина. Ова е мој втор албум, исто во издание на Баги комуникации со кој што долги години соработувам, додека тоа ми беше зборот, додека го работевме целото тоа, јас бев толку многу среќен и задоволен и немав ни време ни шанса да размислам колку всушност е ова значајно што го правиме, заради тоа што за жал македонската автентична музика, особено забавната музика, е некако во слободен пат во последниве години,
Тоа ми е многу криво и се надевам дека со еден ваков проект ќе успееме да направиме нешто за овие млади, да ги дознаат тие композиции, да ги слушаат, да создаваат нови врз база на целото тоа, така што сега за сега сум навистина многу задоволен. Токму тоа ми беше и следното прашање, колку е значајно ваквото реиздавање на овие композиции независно во каков аранжман. Апсолутно, особено во овие тешки периоди за нас како нација, како држава и така натаму, навистина е многу важно да зачуваме нешто кое што е навистина непроценливо богатство. Во овие моменти, за жал, децата, имам можност да го гледам тоа, овие деца сега не зборуваат македонски јазик, мене ми одговараат на англиски, не слушаат македонска музика, слушаат странска музика, особено од подрачјето на Соединетите држави, па дури и од Европа веќе не слушаат музика, Кореја и не знам други земји, што мене навистина ми е многу емотивно ме погодува, имајќи предвид моето музичко педигре од татко ми и од целата моја фамилија. Едноставно сметам дека треба да направиме нешто кое што го имаме, само да го прошириме и да го потенцираме како квалитет. Покрај овој имате и уште еден албум, Facing the Sun, секако бројни настапи, но и награди. Точно, ова е мој втор албум, како што веќе кажав. Facing the Sun беше јас често ја нарекувам мојата лична карта како класичен пианист, заради тоа што станува збор за класичен албум, на кој што има композиции од Фредерик Шопен 4 скерца и Арам Хачатурјан соната за пијано. Едноставно како класичен пианист првиот мој албум мораше да биде класичен. Јас генерално сакам да шарам многу, сакам да опфаќам нови правци и многу ми е драго што имам и таков албум. Имам доста награди позади себе, точно, меѓутоа не можам да издвојам некоја посебно заради тоа што сите ми се навистина многу драги, а морам да бидам искрен до крај. Најдраго ми е однос со публиката и сцената. Наградите се, да, убаво признание за мене лично, меѓутоа односот со публиката и сцената се за кое што живеам. Рековме дека сте класичен пианист, но која музика сакате да ја слушате? За релаксација, во кола или кога немате настапи? Да, тоа е многу интересна спојка. Јас важам за еден од најголемите фанови на бендот Queen, што како класичен пианист некако нема некоја длабока поврзаност, меѓутоа не знам зошто. Едноставно ми е некако наследство од времето кога татко ми ги слушал тие бендови, кога биле актуелни рок-н-ролот и така натаму. Слушам секакви правци, меѓутоа можеби рок-н-ролот, до некаде джезот и класичната музика се она база врз која што јас се развивам цел живот, и нормално она веќе што го кажав, она наша автентична забавна музика која што не е класичен поп, не е таа поп музика, туку е таа автентична забавна музика која што ја нема апсолутно никаде на друго место во нијето една друга држава во светот освен кај нас, и токму таа ми е во моментов она која што ми е најзначајна. Збор 2 и за музиката на групата Queen. Во пандемиски услови одржавте еден супер настан, па да ни кажете повеќе за тоа. Да, тоа е еден концерт кој што нема да го заборавам никогаш, не само поради концертот како таков, туку и поради сите околности во тоа време. Станува збор за концерт посветен на Фреди Меркјури токму 2021 година, на 24 ноември се одбележаа 30 години од смртта на Фреди Меркјури. Тој е мојот, ајде да кажам, идол од светската сцена, и требаше да се направи еден концерт мој, кој што се мислевме дали да биде повторно класичен, рецитал и така натаму, и дојдов сосема случајно на идеја дека сакам да одбележам и тука да направиме некој настан по повод јубилејот од смртта на Фреди Меркјури. Почна спонтано, тогаш имаше и протоколи, забрана, па имаше сертификати и сите тие времиња кои што сакаме да ги заборавиме еднаш за секогаш. Меѓутоа, навистина во сите тие многу страшни времиња, тогаш се случи, еднаш го одложивме поради, за жал, страшната несреќа која што се случи во Бугарија со автобусот кој што изгоре, па го одложивме поради деновите на жалост. Па се случи дојава за некакви бомби, па го одложивме повторно за некој час и така натаму. Сакам да кажам, тоа е концерт кој што не можам да го заборавам никогаш. Меѓутоа, тоа е, па од друга страна, веројатно и тоа дополнително придонесе за луѓето толку многу да сакаат да го слушнат целото тоа и ние да бидеме толку многу среќни и комотни на сцената. Навистина и на сите им благодарам кои што учествуваа на тој концерт. Имаше многу гости, беше Владко Стефановски, Ади Имери, Андријана Јаневска,
Дани Димитровска, Ирена Димовска како пејачи, имаше и бенд позади мене, така што навистина неизбрано сум им благодарен на сите. Тоа беше еден концерт за паметење. Ке завршиме со ваша оценка на актуелната домашна музика. Дали имате впечаток дека порано како да се создавала далеку поквалитетна музика, а доказ за тоа е што обстојува до денес? Во принцип е неблагодарно да кажам дека да го кажам искреното мое мислење дека мислам дека е така, меѓутоа да, секое време си носи и своја музика и своји движења, правци и така натаму. Моето лично мислење е апсолутно дека порано се создавала многу поквалитетна музика, за жал, што е навистина чудно заради тоа што сега ги имаме сите услови, имаме сите компјутери, имаме сите можности еден тон. Веројатно западните или не знам чии влијанија го прават целото тоа, сега се обрнува внимание на некои текстови кои што се во најмала рака дискутабилни, некој невкус, не знам искрено зошто е тоа така, мене навистина ми е криво што поготово па во нашава држава. Еве, во Охрид бев неколку пати лето, гледам што се случува околу тие концерти, да не ги зборуваме повторно. Јас никогаш не сум имал ништо против никого и сакам што е можно повеќе луѓе да одржуваат концерти па од било каков тип на музика, тоа значи дека ја враќаме публиката. Меѓутоа самата публика имам чувство дека порано се обрнуваше повеќе внимание на едукацијата на публиката. Публиката беше поедуцирана заради тоа што им се сервираше поквалитетна музика, не дека порано немало невкус и неквалитет, меѓутоа некако избиваше квалитетот на површина. Во последно време не сум сигурен дека наоѓаме формулата за успех и се надевам дека заедно и ние музичарите и медиумите и општествените движења и така натаму дека ќе успееме да се избориме со целото ова, заради тоа што верувам дека како и се друго верувам дека е период кој што се надевам дека ќе помине и дека ќе пораснеме попаметни и поискусни од целото.